почитуван председател на владата на Република Северна Македония Димитър Ковачевски, почитуван амбасадор и шеф на делегацията на Европската уния в Република Северна Македония Дейвид Гир, почитуван министър за отбрана Славейка Петровска, почитуван министър за вътрешни работи Оливер Спасовски, почитувани представници на дипломатския хор, които сте присутни овде, почитувани дами и господа, денес, 11 февруари, денот на Европска производни повици 112, нашата држава станува дел од Европското семејство на бројот 112, бројот за итни повици 112. За непречена работа на овој европски број за итни повици ќе се грижи посебен сектор, ново формиран сектор во Центарот за управување со кризи. Бројот 112 во себе ќе ги обедини постоечките броеви за итни повици кон полицијата 192, кон противпожарната единица 194, 193, кон брзата помош 194 и кон Центарот за управување со кризи 195. Во иднина со вратењето на 112 граѓаните ќе може да добијат помош од било која од наведените институции. Постоечките броеви ќе продолжат да функционираат и понатаму. Може ли година, може ли две. Се додека не процениме дека граѓаните се доволно запознати и во случај на потреба ќе вратат на бројот 112. Нешто за што ќе предстои соодветна медиумска кампања. Во одреден период, може ли од другата страна на 192 нема директно да се јави човек од полиција, туку повикот ќе заврши кај нашиот оператор на 112, без при тоа граѓанинот да знае дека повикот е во секторот 112. Како да е, на прво место за нас е грижата на граѓаните, грижата за безбедноста на граѓаните, грижата за нивниот живот, нивното здравје и нивните материјални добри. Еден од најилустративните примери кои што го користиме за објаснување на овој број за лицата кои што сте помалку запознати е една тешка сообраќајна несреќа во која што луѓето можеби се заглавени во возилото, патниците кои што патуват со возилото. При тоа, со вртање на бројот 112, нашиот оператор од секторот 112 кој што го прима повикот, веднаш ја известува полицијата, ја известува брзата помош, но и доколку имаме потреба противпожарната единица, односно локалната територијална противпожарна единица. Значи, граѓанинот со вртање на еден број ќе добие целосна грижа од државата, полицијата ќе го обезбеди местото, брзата помош ќе му помогне против пожарната, ќе го извести пожарот или ќе го извлече лицето доколку е заглавено во возилото. За да го формираме овој сектор 112, одбравме дел од најдобрите службеници во Центарот за управување со кризи, со добро образование, најголем дел би со Факултетот за одбрана и Војна академија, се разбери со други типови на високо образование, луѓе кои што по повеќе години имат работено во македонската армија или во Министерството за одбрана и луѓе кои што се во Центарот за управување со кризи од самото негово основање. На тој начин ослабнавме неколку од другите сектори, но верувам дека со подршката на премиерот и владата, кој што и досега имавме, додека беше заменик министер за финансии, ќе ги пополниме овие испразните места, за кои што тврдивме дека со преземање не можеме да ги пополниме. Најпрво, позициите за приматели на позиви, лицата кои што се јавуват од другата страна на линијата, се обидовме да ги пополниме со преземање на лица кои што веќе работат во државната управа, од Министерството за одбрана, од редовите на владата, од другите министерства, од други институции, но морам да кажам дека одеше тешко, бидејќи одзивот беше слаб и успеавме да регрутираме и примиме на тој начин само неколку луѓе, поради што одевме со надворешен повик за вработување на определено време. Но денес секторот 112 е функционален, лицата кои што раководат со секторот, лицата кои што ќе раководат со смените, имат наредба самите во првата фаза да се јавуват на телефонските линии, се додека секторот не биде добро разработен,
бидејќи истиот ќе мораме да го доградуваме во движење, затоа што ова е Македонија, Република Северна Македонија, ресурсите се скромни, но некогаш едноставно некои работи не може да се направат во идеална форма, но ние сме задоволни од това што го постигнавме, но целата ова приказна со 1.1.2 немаше да започне доколку не беше поддршката од Европската Унија, поддршката преку Канцеларијата на Европската Унија во Република Северна Македонија. Токму поради тоа изразувам посебна благодарност до неговата екселенција Дейвид Гир и до Канцеларијата на Европската Унија, бидејќи со нивната финансиска помош, но и со помошта во обука преку компаниите кои што тие ги избраа на јавни тендери, компанија која што исто така се погрижи за софтверот на овој сложен комплексен систем, заживеа овој проект го завршивме и заживеа новиот сектор 1.1.2. Благодарам екселенција уште еднашка, без вашата поддршка ова немаше да биде можно. Воедно голема благодарност до господинот Габор Фишермен, кој што е одговорен во компанијата Консалтинг Бонустрат, кои што работеа на имплементација на целиот проект. Нивниот договор истекува, но нивната поддршка ќе ни треба и во следниот период, нешто за што ќе поднесеме барање и до нашата влада. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам и на сите останати кои што помогнаа да заживее овој проект, почнувајќи од поранешниот премиер Зоран Заев, кој што даваше директна и недвосмислена поддршка на овој проект. Понатаму му благодарам и на сегашниот премиер Ковачевски, кој што како заменик министер за финансии цело време беше дел од овој проект и несебично помагаше во сите фази на заживување на проектот. Благодарност до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, МВР ќе биде дел од овој систем 1.1.2 и се покажа како исклучително организирани и со нив немаше никакви потешкоти и при тренингот и верувам при воспоставувањето на функционирање на овој проект. Благодарност и до поранешниот министер за одбрана Радмила Шекеринска, која што исто така помогна во имплементацијата на овој проект, но благодарност и до новиот министер за одбрана Славјанка Петровска, која што веќе има со неа работна средба, продолжува да дава поддршка во имплементацијата на овој проект. Благодарност до поранешниот министер Венко Филипче, бидејќи Министерството за здравство исто така е дел од целиот тој комплексен систем, брзата помош е дел од Министерството за здравство, и тој, но и новиот министер за здравство Беки Сали дава безрезервна и несебична поддршка за заживување на овој проект. Исто така, во оваа прилика би сакал да се заблагодарам и на директорот на ДЗС Беки Максути, како и на поранешниот директор на ЦУП Агрон Буджаков, кој што го започна овој проект. Проектот, по моето именување за директор на ЦУП, го затекна во почетна фаза, но со помош на тимот кој што е од Центарот за управување со кризи, на неколку креативни луѓе, посебно на Душко Петровски, кој што е на залесна кариера, да треба да замине во пензија. Овој сектор стана реалност, како што веќе реков, ги одбравме најквалитетните и најдобро образованите службеници од Центарот за управување со кризи. Благодарност и до сите останати вработени во Центарот за управување со кризи, бидејќи врз нив паѓа товарот поради испразнетите места, луѓето кои што заминаа во 1.1.2 ги ослабнаа останатите сектори. Како што веќе кажав, ова е сектор кој што ќе го градиме во движење. Едноставно беше невозможно да го доведеме до совршена форма и да го стартуваме. Го стартуваме во несовршена форма, но доволно функционален да и даде поддршка на граѓаните. Ниту еден македонски граѓанин кој што ќе има потреба од hitna медицинска помош, потреба од полиција, потреба од противпожарна единица, нема да остане неуслужен, бидејќи доколку има проблем во функционирањето на 1.1.2, возвиците ќе завршат во полиција, во противпожарните единици или во hitната медицинска помош. Многу внимававме за да ја гарантираме безбедноста на граѓаните. Како што каже премиерот Ковачевски, и јас посакувам овој сектор да има што помалку работа,
што помалку граѓани да се јават на бројот 112, бидејќи вообичаено луѓето ќе се јават на 112 само кога имат некој сериозен проблем, само кога имат некоја сериозна мака или кога ќе се случи некоја сериозна несреќа. Нашиот систем, благодарение на италијанската компанија 580, до која што исто така патуваме голема благодарност, е дизајниран така што во моментот на добивање на повик, нашиот оператор ја знае локацијата на лицето кое што бара помош или локацијата на пријавителот и веднаш на тоа место повикот може да го пренасуши во полиција, во противпожарна единица, во hitната медицинска помош и истите да се упатат на местото каде што на некој граѓанин му е неопходна помош. При реализацијата на проектот 112 и формирањето на секторот 112 се судивме со сите проблеми со кои се соочуваат нашите институции со децении наназад. 112 ќе ги направи повидливи некои од проблемите со кои што граѓаните се соочуваат. Во Скопје и во останатите градови во државата имаме одреден број на екипи на медицинска помош, хитна медицинска помош. Имаме одреден број на противпожарни екипи, одреден број на полициски екипи. Доколку во одреден момент побарувањето од граѓаните е поголемо од бројот на екипи кои што го имаме, кои што го имат соодветните институции, некој ќе треба да почека. На тој начин дел од гневот на граѓаните ќе падне на 112, но тоа ќе биде и показател за одредени слабости, за кои што со премиерот се договоривме дека ќе ги отстрануваме фаза по фаза најбрзо што може. За да ги отстраниме сите тие слабости, на нас како Центар за управување со кризи, па и на останатите институции кои што се дел од овој конгломерат системот 112, потребна ни е силна поддршка од централната власт, силна поддршка од владата, но исто така потребна ни е и поддршка од надвор. Потребна ни е поддршка од нашите партнери од Европската унија. Се надевам дека таа помош ќе продолжи и понатаму, без разлика дали се работи за финансиска поддршка, како што беше во нашиот случај со 112, бидејќи Европската унија учествуваше со значителна сума на средства да биде реализиран овој проект, или помошта ќе биде во материјално-технички добра средства, возила, летала, па и обука, односно тренинг на лицата за кои што тоа ќе биде неопходно. На граѓаните, секогаш кога имат потреба да се јават на овој број, им е потребна брза и квалитетна помош. Државата е должна да ја обезбеди таа помош. Токму затоа веќе со месеци наназад зборуваме, но и действуваме и градиме еден нов систем за управување со кризи, правејќи, би рекол, хируршки реформи на постоечкиот систем за управување со кризи, кој што е функционален, но не е доволно функционален. Верувам дека и новата влада ќе го следи курсот и системот за управување со кризи во еден разумен временски рок ќе добие еден поинаков облик, при кој една независна институција која што во себе ќе ги обедини функциите на постоечките институции кои што се одделот на кризниот менеджмент и заштитата и спасувањето. Како Центар за управување со кризи и досега и во иднина ќе бидеме максимално отворени кон граѓаните. Тоа само по себе носи непријатни моменти, како што веќе реков, ако ние во Скопје во брза hitната медицинска помош има само 4 доктори кои што ги прифаќаат повиците, ако во исто време има 7-8 повици, дел од лицата кои што очекуваат помош ќе мора да почекат. И дел од работот на граѓаните ќе падне кон нас, како што веќе реков, ќе ги направиме видливи проблемите со кои што граѓаните и секојдневно се соочуваат. Но нас тоа нема да не обескрбри, максимално отворени кон јавноста, максимално отворени кон медиумите, подготвени за брифинг на медиумите на дневна основа. За успех на овој сложен систем, на
на секторот 1.1.2, потребна ни е поддршка од медиумите, како што веќе реков, но ни е потребна поддршка од опозицијата. Би било лошо доколку секторот 1.1.2 и целиот систем 1.1.2 влезат во некаква шема на дневни политички припукувања. Досега сме задоволни, секторот 1.1.2 не беше ставен во таква улога и верувам дека така ќе остане и понатаму. Во ова пригода поканувам член на опозицијата да учествува како наблюдуваш во работата на секторот 1.1.2, исто како што летово ги поканив да присуствуваат во работата на главниот штаб и на лице место да се уверат како функционира тој сектор и доколку имат конструктивни забелешки, истите да ги кажат и ние да ги разгледаме. Како што каже и примерот, и јас се надевам дека секторот 1.1.2 граѓаните што помалку ќе го користат. Ви посакувам на сите добро здравје и никогаш да немате потреба да се јавите на телефонскиот број 112. Ви благодарам.